Ви посакувам добро вечер од името на издавачката куќа Готен. Вечерва ја имаме можноста да разговараме со две преведувачки на македонски јазик во рамки на проектот Translation in Motion или превод во движење. Станува збор за проект кој што пред неколку месеци издавачката куќа Готен го започна со неколку своји партнери и суштината на проектот практично е зголемување на диалогот, на динамиката на книжевните преведувачи во рамки на земјите од Европа и особено од земјите од Западен Балкан кон европските земји. Станува збор за проект кој што е поддржан од програмата Креативна Европа на Европската Унија и едни од првите официјални настани на овој проект е всушност книжевните преведувачките резиденции со две преведувачки кои што преведуваат од македонски на некои од европските јазици. Станува збор за преведувачката Ана Марија Цинеѓе Панзова, која што преведува од македонски на ургански јазик, и преведувачката Маријанџела Бјанкофоре, која што преведува од македонски на италијански јазик. Маријанџела, добро вечер. Ана Марија, добро вечер. Ви благодарам што сте дел од овој разговор. Добро вечер. Благодарим. Добро вечер. Како што кажав, една од основните аспекти на овој проект е обидот да се зголеми важноста и да се каже нешто повеќе за зголемената важност на книжевниот превод и за книжевните преведувачи како исклучително важни мостови помеѓу две различни култури. Па, можеби првото мое општо прашање кое што би сакал да го упатам и на Ана Марија и на Маријанџела е: кажете ми нешто повеќе, што за вас представува преведувањето? Да почнам јас, Ана Марија, се согласуваш? Добро, најпрво јас би сакала да се заблагодарам на Translation in Motion за ова можност повторно да се вратам во мојот најсакан град Скопје после 4 години отсуство и да се вратам како преведувачка. Това е најбитно. Што можам да кажам кога се работи за преведување, мора да кажам нешто многу емотивно. За мене представува нешто необично, искуство необично. Би сакала да кажам дека не можам да замислам јас живот без превод. И ми текнуваат неколку метафори на бразилската школа на Де Кампос, на браќата Де Кампос. Значи, за мене преведувањето е нешто слично на канибализам. Сега ќе звучи ова многу насилно, можеби, но најдобро можам да се објаснам преку овие зборови. Кога зборувам конкретно за мене, не го поврзувам овој акт, насилен акт, како што го мислеа преведувачите од Бразил,
Zato što kod mene nema nikakov običan kolonijalistički pristup kon makedonska ta književnost. Duri mislim, da to je obratno. Mi se slučuva jaz, da bidam nekako jadena od knjigata. I koliko poveke mi se dopaga knjigata, toliko poveke postoji možnost jaz bukvalno da bidam izjedena, progoltena od knjigata. Znači nekako se slučuva nešto obratno. I kada se naugljam jaz vola. Ponekad se čustvam, da navistina ne možem. Znači, ne možem to delo, da go vzemam i da go nosam vnatre v moja ta matična zemlja. Znači, to je čustvo to, što ne znam navistina kako bi možela so drugi zborovi da go tolkuvam, no to se slučuva, deka od ova silno iskustvo se ragija potreba za neko lično izrazuvanje. I tukaj doaѓа тој фактор дека ние преведувачи не сме само преведувачи, ама сме и автори, нормално. И еве, мислам, може цела вечера да зборам на ова тема, ама сакам да оставам простор и на мојата колешка, Ана Марија. И еве, само би сакала уште еден збор да не оставам таа силна, трагична слика на канибализа. За мене представува и спас. Ако треба да мислам на мојот последен превод, што ми се случи во Италија, кога бевме затворени, ние имавме многу строг локдаун во минатата година. За мене преведувањето на книгата заедно со Живко Гроздановски и Роска Стојменова, Уебер, навистина ми беше спас, буквално. Значи ми спаси. Еве, да биде нешто и позитивно до таа слика. Јако за мене, лично и канибализам може да биде акт на љубов. Значи, да, сакам да останам на овие зборови. Ти благодарам, Маријанџела, за овој силно емотивен одговор, кој што во себе содржи многу различни слоеви и аспекти. Се надевам дека во текот на разговорот понатаму ќе имаме можност да растајниме некои аспекти од овие твои ставови за преведувањето. Ана Марија, повели. Тешко се тоа. Интересно. Тоа што го кажа Маријанџела. Навистина може да биде преведувањето спаси таа работа. Мојот живот всушност така се одвива, значи како локдаун со преводите во последниве години, но вака барам нешто корисно можеби правам, нели? И па мотивација и кај мене има и емотивна преку семејството, сопругот, кој е македонец, и со кого практички заедно преведуваме.
и од унгарски на македонски, а јас од македонски на унгарски уште. Преведувањето како дејност секогаш ме интересираше веќе дури во гимназија и на факултет, бидејќи имам таква желба да пренесам вредности, нели, од една земја на друга, до друга, од еден јазик во другиот, да се пренесат тие уметнички форми и знања. Тоа ме интригира во сето тоа, да посредувам меѓу културите, бидејќи не можам да замислам, например, еден Венко Андоновски, како да не го познават унгарците, да речеме, значи ќе пропуштат нешто многу вредно, и има доста вредни работи овде по македонската литература, кои не би сакала да ги пропуштат моите сонародници, да речем. Тоа ми е мотивот. Ти благодарам, Ана Марија. Од секогаш преведувачите се исклучително битни, како што рековме, мостови помеѓу двете култури, но преведувачите имаат и една специфична перспектива, а тоа е перспектива на некој кој што од една страна ја сака одредена книжевна сцена, но од друга страна може да има еден убав поглед отстрана во однос на таа конкретна книжевна сцена со која што толку темелно се занимаваат. Па мене од второто прашање би ми се однесувало токму на тоа, на тој поглед одстрана. Во македонската литература во последните години има различни тенденции, има различни превреднувања, вреднувања нови автори, но многу ретко ни се случува да добиеме еден поглед од страна на тоа што се случува на нашата книжевна сцена. Па сакам да те прашам, Маријанџела, како тебе ти се чини актуелната македонска книжевна сцена? Се разбира, кога зборуваме за македонска книжевна сцена, зборуваме за сцена во која што станува збор и за автори кои што се од македонско етничко потекло и автори кои што се од албанско етничко потекло, Срби. Едноставно подразбираме книжевна сцена која што се одвива во нашата земја. Па сигурно се случува нешто многу интересно и јас жалам што во последните години што не живеам повеќе во Италија, не сум во тек како порано нормално кога живеев во Скопје, и сигурно е потешко да ги читам оригиналните дела на авторите. Јас искрено не сум обожавател, не знам дали ги има книгите на електронската форма, но не сакам, живеам буквално во последните 4 години се виртуелно, онлайн, и навистина кога сакам да читам и посебно на македонски сакам книга да имам пред мене и мора да сум тука за да купам, си правам обично листа кога доаѓам тука во Скопје. Значи, но тоа што го гледам во последните години многу ме фасцинира новата генерација на писатели, затоа што мислам дека најмладите веќе се ослободија од некој товар што некако го имаше во претходната група писатели, писателки, што беше интересна можеби само за некоја елита во Италија, а сега веќе ги нема тие граници. Мислам дека овој моментот гледам дека има некои интересни аспекти од македонската култура, но по
поотворени. Значи, веќе нема ова што можеме и да поразговараме, представуваше за мене граница конкретно. Некој, како да кажем, социјалистички товар, не знам како да, што не секогаш наоѓаше на, како да кажеме, голем интерес во, зборувам за италијанската публика. Значи, да, во моите, што ми се еве во списокот што сакам да ги прочитам и зошто да не, да почнам да размислам да се преведат, има навистина интересни имиња што и јас сакам веќе да бидат представени во Италија. Ти благодарам, Маријанџела. Ана Марија, твојот поглед во однос на современите текови во македонската литература? Јас се согласувам со Маријанџела во смисла дека се случува нешто интересно и навистина се ослободува од некои помалку интересни работи. И мислам дека младата литература, значи младите автори и нивните денове може да ја заинтересират навистина било која публика во Европа, бидејќи има, значи, заеднички теми, да речеме, такви теми и таков вид на пишување, што е во што може да се ужива и во други земји, секако преку превод. Па така ние, например, и организиравме лани, уште пред локдаун, во последен момент имавме една промоција на млади автори. Преведов некои фрагменти од романи на Петар Андоновски, Давор Стојановски, Фросина Пармаковска и Лира Бојко, и тоа го издадовме како еден мал увид, што понатаму планираме, значи може да бидат за унгарски издавачки куќи еден, нели, увид во најмладата македонска литература, може би ќе будат интерес. Промоцијата помина одлично, значи нашата најдобра писателка Кристина Тот беше присутна и беше душевна од фрагментите кои ги читавме таму, така што мислам дека може да буди интерес и треба да се преведува и треба преводот и преведувачите да се помогнат во тоа, да можат да ја вршат својата работа, нели? Овој одговор на Ана Марија ми е прекрасен вовед во следното прашање што имав да го упатам, а тоа е преведувате од еден релативно мал книжевен јазик, од една земја во која што би рекол дека не постои онолку добра системска поддршка за книжевните преведувачи и воопшто за објавувањето на книги, значи и на целиот тој ланец од објавување на едно дело, значи издавачка куќа, преведувач, уредници и така натаму. Па моето следно прашање до вас е: кои се главните потешкоти, кои се главните предизвици и проблеми со кои што вие како преведувачи од македонски јазик се соочувате во вашиот културен контекст? Повторно, јас, значи да.
да кажам нешто поврзано со ова, кои потешкоти има, нормално, многу, но мислам дека треба да престанеме можеби да се надеваме само на поддршката на институциите, можеби да почнеме и ние да бидеме иницијатори на некој нов бран заеднички сите да се обидеме некако преведувањето и промовирањето на конкретно на македонската литература да биде подостапна, значи да не бидат само институциите, затоа што јас искрено, можеби од моето искуство веќе кога живеев во Италија и знаев кога завршив македонски јазик и книжевност, веќе бев некако свесна дека немаше да биде лесно да живеам од тоа. И искуството не беше нормално позитивно. Јас почнав конкретно да ја работам мојата најсакана професија од кога бев тука во Македонија. Значи, најпрво сакам да кажам дека јако очекуваме да биде јасно дека би требало Македонија најмногу да се грижи за промовирање на македонската култура во странство. Например, друга болна точка е затворањето на катедрите по македонски јазик, ево конкретно јас каде што студирав веќе не постои и ова е голема некако голем недостаток на центар за промоција. Но тука треба некако да биде инволвирана и Италија, според мене. Мислам дека веќе не е време, затоа што кога, например, бев во Неапол, кога се запишав на факултет, имаше интересни настани. Тоа време зборувам за 1999, изгледа мислам чудно зборувам за минатиот век кога се запишав на факултет. Во Неапол точно памтам дека се славеше 30 години од постоењето на катедрата, што беше значи отворена во 69-та година во Неапол. Значи зборуваме за нешто на вистина историско место, што сега не постои веќе. Значи се организираше неделата на македонската култура. Мислам дека веќе не живееме во таков свет каде што ни треба такви, значи прозорци, ама треба нешто по-компаративно, можеби затоа што јас доаѓам од таа некако култура на компаративна книжевност, би било убаво Македонија да биде секогаш добро представена во било кое културна манифестација. Значи тука игра голема улога не само писатели, но значи сите уметници. Јас навистина се радував и кога стана популарен документарецот Медена земја. Значи тоа некако е нешто многу битно да бидат поврзани, значи сите овие убави представувања на една култура. И од една страна и од другата некако јас би сакала и се надевам дека сите некако ќе се вклучиме во ова промоција од автори, од професори, од
преведувачи, публиката, значи некако да биде нешто поразвиено. И само така може да биде навистина успешно. И еве ќе кажам можеби нешто, тргнувајќи од релации, јас зборувам баш за авионските релации. Значи, ако е тешко да се стигне во Македонија, и нормално дека се ќе биде некако тешко, еве, да кажам нешто што може да биде неповрзано, ама некако јас сакам се да поврзам и да бидат, еве, значи овој мост што го има, но е многу тенок, некако да се прошири. Еве. Да, неминовно е тоа што го велиш во однос на релациите, дека тоа е се поврзано, затоа што едноставно патувањата се начин на допир помеѓу две култури, блискоста што ја остваруваат патувањата неминовно се остварува и се шири потоа како некој вид на капка вода која што ќе падне во океанот или во морето, како еден вид концентрични кругови и на другите аспекти од животот, а особено и на културата. Ана Марија, повели ти? Да, со делумно пак се согласувам. Мислам, да, таа интерактивна страна или ова, например, се мисли веројатно и на новите комуникацијски канали, ќе играат поважна улога во сето тоа, но сепак важни се и институциите, значи, например, и ако веќе сме на лично присуство и така, и важноста на тоа, развивање на соработка меѓу институциите на државите би било многу важна од аспект на гостување, на големи настани, на книжевни саеми, нели? Мислам дека така многу полесно би се стигнало до поширока публика. Мислам, барем колку што јас знам, кај нас тие настани се многу посетени, значи читателите се многу заинтересирани и едно присуство на таков настан на една мала земја или на една мала литература е секогаш интересно и секогаш значи предизвикува поголемо внимание отколку ние тука се обидуваме, нели, лично да се залагаме за промоција, ама тука треба да вложуваат и издавачите и самите држави во својата промоција на своите литератури, својата култура. Ти благодарам, Ана Марија. Маријанџела, во претходниот твој одговор спомна еден исклучително важен аспект, а тоа е дека културите во својата суштина се секогаш реферираат во однос на другите и на различните култури, и дека оној компаратистички модел кој што е многу важен не само во литературата, туку генерално и во културата, е нешто што е внатрешното погонско гориво на културата. Културата, доколку и одредена литература, национална, доколку се затвори сама во себе, не диалогизира со другите култури, ако не диалогизира со културите на без разлика дали се соседните или далечните земји, на некој начин се стерилизира. Дури реално е невозможно во денешното време такво затворање на културите, но сепак мора постојано да се истакнува дека диалогот помеѓу културите, тој компаратистички аспект во однос на различните култури е некое внатрешно гориво и енергија на секоја култура. Па ме интересира од таа гледна точка,
што може една огромна италијанска култура да добие како погонско гориво, како енергија од една култура како што е македонската култура? Вау, интересно прашање, тешко за мене, што јас искрено не ги гледам овие огромни разлики помеѓу италијанската огромна. Мислам дека се работи само за броеви. Значи, ние сме поголема земја, нормално дека произведуваме повеќе писатели, но не сакам да гледам вака на работите. Значи, јас секогаш и како италијанка се чувствувам дека ми недостасува нешто за да можам да го представам како што би сакала. Тој огромен свет од македонскиот јазик. Значи, јас мислам дека ова е чувство што многу често го среќавам. Ми се случуваше кога предавав тука на факултетот, ова чувство на како комплекс, дека припаѓаме на помала земја, помала култура, не толку доминантен јазик, што можеме ние, ама јас мислам, сега ќе ме интересира да слушам на Марија што мисли, дека ние како преведувачи не ги гледаме вака работите. Секогаш, значи, мислам, гледаме некој баланс. Јас мислам дека само може нешто да се збогати уште повеќе нашата култура. Има навистина огромен свет, значи што понекогаш се прашувам дали Италија има капацитет да го прими, навистина. И мислам дека како совет би требало да се верува повеќе во огромните шанси, собствените вредности. Навистина, затоа што јас ги гледам како нешто огромно. И еве, само тоа и некако се поврзува со тоа што го кажав на почеток, дека јас некако сум проголтена од, значи, македонската култура, понекогаш мислам дека мојот јазик е сиромашен и не може и навистина мислам го чувствувам тоа. Да се тргне од ова, дека нема ова разлика. Да. Ти благодарам, Маријанџела, за овие, би рекол, охрабрувачки, инспиративни мисли. Ана Марија, какво е местото на македонската култура во унгарската култура? Каков е тој диалог? Нас може би е само довербата и гордост е преголема да можеме да гледаме вредностите на некој друг. Но и јас мислам дека, значи, не се разликува квалитетот на литературата. Значи, македонските автори современи и млади, било и млади, значи се на исто ниво, не треба да се има стварно комплекс некој дека сме мала литература и да, потешко се стигнува до публиката, но баш затоа треба малку да се помогне и вредностите се тука, има што да се пренесува, вреди да се пренесува и со тоа навистина можеме да само побогати да бидеме.
сите. Ти благодарам, Ана Марија. Вие додека сте тука овој еден месец во Скопје на така наречен преведувачка резиденција во рамки на проектот Превод во движење, работите и на конкретни преводи. Се разбира, станува збор пред се во овој период, бидејќи еден месец е краток период, на извадоци од конкретни дела, но се надеваме дека можеби во годините што следуваат тие извадоци ќе се претворат во превод на цело дело. Маријанџела работи на преводот на книгата на една млада авторка Елена Филиповска Идол на ѕидот, а Ана Марија Цинеѓе Панзова работи на една антологија на македонската литература, издадена од Институтот за македонската литература. Па Маријанџела, сакам тебе прво да те прашам да ми кажеш нешто повеќе за мотивацијата да ја избереш токму оваа книга за работа. Зошто ја избра токму оваа книга за да работиш на неа во овој последен период? Значи, се прекина малце, мислам дека немаше добра интернет, значи имав проблеми со мрежа, но мислам дека сватив што беше прашањето, зошто токму оваа книга. Ми беше сигурно има нешто поврзано со интересната содржина на книгата, затоа што се работи за дистопичен роман. Значи, целата приказна е во Скопје во 2020 година, но Македонија е уште во Југославија. И за мене навистина, значи сум многу фасцинирана, мислам како што се случува, препоставам на сите што се дојдени тука во Македонија после тоа митично време. Еве, некако ние не можеме да се подмириме со фактот, барем јас, дека не можеме да сватиме некои работи. И ние живееме во таа носталгија. Иако кога се спомнува тоа, но вие се прашувате што може ти да знаеш за тоа што беше тука. И значи за мене и сакав да пробам повторно, да се доближам до тоа митологија, мислам, конкретно е нешто толку силно. Требаше да пробам да видам како е, ако бев спремна, веќе разговарав со Елена, што ми е блиска и пријателка. За момент ја изгубивме Маријанџела, се надевам дека наскоро повторно ќе се врати. Додека ја чекаме Маријанџела да дојде, Ана Марија, зошто се одлучи за работа на еден, би рекол така, покласичен проект во кој што на некој начин ќе направиш една ретроспектива на македонската литература во претходниот период? Па, да почекаме малку или? Да, мислам дека Маријанџела се појави, ама не знам, ја нема Слика. to start видео, ја нема сликата. Може би додека се појави видеото од Маријанџела, може би да одговориш, Ана Марија. Да ја покажам игри. Да. Значи,
Ова веќе порано планираме. Значи, ова е проект, всушност заеднички проект, колку што знам на Институтот за литература и на нашиот факултет. Значи, во рамките на таа соработка. Исто така, значи, планиравме ова еден ден да се објави ова антологија, и па причината е дека се уште, значи, треба да се работи за интересот за македонска литература и на самото знаење што имаме дури било и на факултет или во научни рамки. Треба уште да се работи на што повеќе луѓе да се запознаат со македонската литература и со традицијата од која таа израсна, нели? Да, обично таквите издавачки проекти кои што офаќаат објавување на антологии, прегледи на одредена национална книжевност, обично тие представуваат први чекори во зголемување на рецепцијата или воопшто на присуството на одредена книжевност во одредена книжевна средина, па потоа од застапеноста на авторите во тие антологии продолжува второто ниво на нивна рецепција кога се објавуваат и конкретни книги. Маријанџела, за момент ти ни се изгуби веројатно поради врските. Се надевам дека се сеќаваш каде се прекина врските, па повели заокружи го одговорот. Да, за жал имам проблеми со интернет, се надевам дека сега ќе биде подобро. Да, останав на тоа зашто ја одбрав книгата, затоа што беше навистина интересна, и разговарајќи со авторката, што е италијаниста и се знаеме, е пријателка, навистина тоа е убаво во Македонија, што не секогаш е толку лесно да се разговара со авторите на книгите. И како италијаниста веќе ми ги откри пред да ја прочитам книгата потешкоти поврзани со говорниот јазик што се користи во романот, но јако знаев и навистина поменав недели мислејќи како некако да го преведам тој говорниот јазик, што е многу повеќе тоа што е нормалниот скопскиот дијалект, полн со србизми и изрази на српски јазик, и некако требаше таа разлика да не исчезне во преводот. И се мачев многу, но на крај некако најдов решение и се консултирав со пријатели, со други преведувачи за на крај да најдам соодветно решение. Се надевам тоа ќе биде некако изненадување. Дека некако ќе помине таа интересна разлика помеѓу говорниот јазик и јазикот на нараторот, што е стандардниот македонски јазик. Еве, за тоа зборувам дека навистина има огромен свет што треба некако да се презентира и во нашиот. Благодарам, Маријанџела. Огромна благодарност се разбира и до Ана Марија. Ви благодарам за овој наш
вечерашен разговор, секако за присуството во Скопје во изминатиот месец и за работата на извадоците од вашите книги, преводи идни. Се надевам дека во некоја блиска иднина ќе имаме можност да ја добиеме информацијата дека и антологијата на македонската литература излегла на унгарски јазик и Долу над зидот од Елена Филиповска излегла на италијански јазик. Уште еднаш се разбира благодарност до донаторот на проектот Превод во движење, програмата Креативна Европа на Европската Унија, па диалозите за литературата, за преведувањето, за можностите да се зголемат мостовите помеѓу не само македонската култура и другите европски култури, туку и воопшто балканските литератури остануваат во иднина како дел од овој проект.